Въз основа на член 48 став 1 от Законот за локална самоуправа и член 25 став 2, точка 1 от статутот на општина Делчево, ја свикувам 17-та редовна седница на Советот на општина Делчево. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записник од 16-та на седница. Точка број 1 предлог буџет на општина Делчево за 2023 година. Точка 2 предлог одлука за извршување на буџетот на општина Делчево за 2023 година. Точка 3 буџетски календар. Точка 4 предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за плати на државните службеници за 2023 година. Точка 5 извештај за реализирани активности на јавната локална библиотека Илинден Делчево за 2022 година. Точка 6 програма за работа на јавната локална библиотека Илинден Делчево за 2023 година. Точка 7 9-месечен извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за период од 1.1.2022 до 30.9.2023 година. 2022 година. Предлог одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-2026 година. Точка 9 акцијски план на општина Делчево за имплементација на стратегијата за родова еднаквост за периодот 2023-2026. Точка 10 предлог програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2023 година. Точка 11 предлог одлука за ослободување од комунална такса за улично осветлување. Точка 12 предлог програма за работата на Советот на општина Делчево. 13 предлог одлука за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на општина Делчево. Точка 14 предлог одлука за давање согласност на одлука број 02078/2 од 16.12.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на средното општинско училиште Методи Димитровски Грицов Делчево. Отварам расправа во врска со дневниот ред. Дали некој бара збор? Повели Тони? На 23.11 говорим за доставена документација на барање. Службените возила кои се во собственост на општина Делчево и јавната комунална предпријатие должат да се одлучат со службени наредници со лого на општината на ЈКП Брегалница Делчево. Со цел да се спречи нивна злоупотреба користење од ДТС. А затоа барам ова моје барање и веќе немам одговор ништо друго. Тоа да се стави на дневен ред. Предлогот не може да биде ставен на дневен ред, затоа што процедурата за ставање на точка на дневен ред ја знае. До мене ќе стигне барање, јас ќе го препратам до градоначалникот, додека не добиеме мислење од градоначалникот, не можеме да ставиме точка на дневен ред. А во разговор со вас директен ви кажав дека има расположение и можност и ние сме на став дека треба да се означат возилата и дека последниот период ќе се направи. Може и градоначалникот да вземе. Има одредена процедура, Николина што е задолжена од Обединението за урбанизам, ја води таа процедура и ќе бидат означени возилата и на општина Делчево и на јавното комунално предпријатие, односно сето оно што е под локална самоуправа, сите институции кои што се под локална самоуправа. Така да за ова последна точка на дневен ред мислам. Дали некој друг бара збор? Повели Иван. На нашите следващи група во изминатиот период во некој 26 барања за началникот, се се цел тие предлози да бидат менати во бюџетот за 2022 година. На тие барања имаме добрин одговор од началникот, тоест опитен одговор за 20 барања. По причина што во голем дел не се служуваме со тоа што е договорено, овој точки одговор барање тие 26 барања да стави на дневен ред. Тие 26 барања се однесуваат на буџетот. Ние сега разговараме за дневен ред. Не можеме 26 барања, 26 точки да дополниме седмицата со 26 точки во момент. За кој нема материјали, немаме. Овој. Со ова статут на општина Делчево, член 21, да се потврди има право да предложи амандман, кој ќе биде ставен на за расправа на дневен ред и ќе биде на расправа во треба да објасните идноста на точките. Можеме дневниот ред да го дополниме со 26 точки. Значи дневниот ред се утврдува
се утврдува пред седмица, 7 дена пред седмица, за някои точки, како што е првата точка, и 14 дена пред совет добиваме материјали. Сметам дека, лично, јас сметам дека ќе го оптеретиме дневниот ред со нови 26 точки, кои што ќе бидат барања или амандмани за вклучување на, кога ќе почне првата точка предлог буџет на општина Делчево, јас ви предлагам сите 26 да ги дадете компletно. Ќе имате можност за сите 26 да разговарате поединечно. Повели? Гледа вашата презентација и само да се надопомнам нели во врска со тоа што неколку пати веќе ви идиш до председател на настан, но кажете дека треба да достави на време. Мислам дека вашата презентација тука веќе ги началот нели кои ръководители на сектори да кажете на време на одговарање на нашите следващи прашања и нашите предоговарања. За тие предоговарања днес добив одговор. Не после седмица. А дали да запазне рок од 10 дена одговор? Немам можност како председател на совет да реагирам до никој од ръководителите и градоначалникот. Ако го прекорачат рокот од 10 дена, да нема одговор. Борете да реагираме и знаете дека секој пат кога вие сте имали забелешка кон мене, јас сам препраќал и до градоначалник и до сите ръководители, за да имаме одговор, да може да работи. На самата комисија која се одржува и советникот Сашко се пожели дека 2 месеца пробува да дојде до некој податок кој што не му го дава одредено оделение. Исто реагирах кај ръководителот за да може да добие одговор на прашањето, да може да спрема седмица. Това е во моја надлежност. Значи, това е во моја надлежност. Повеќе натаму немам. Апелирам повторно јавно, сите се присутни. Кога ќе се постави од советник прашање или барање за информација, во рокот даден со деловник и статут да се одговори. Благодарам, председателе. Значи, реплика на координатор на следващата група на ВМРО за помане. Што го разбрах, значи, нивните предлог барања се однесуваат на точка која што е вметната во дневниот ред, предлог буџет на општина Делчево, така што немаме опасност да ги ставаме како дополнителни точки на дневен ред, значи во истата точка може да бидат вметнати, како што каже председателот, и да бидат ставени на гласување. Благодарам. Што е вибено и заедно конкретно барање за тренинг ќе бидат заместени во програмите на општина Делчево за 2020 година. Јас имам право да советник на време на осигурување на дневен ред, член 20 на остаток на Делчево, да побарам да биде од името на советник да бидат дадени тие предлози барање во рокот на дневен ред. Хвала, председателе. Ама да бидат ставени като точки на дневен ред, барањата, ако ги нема како точка на дневен ред, а ние вече ги имаме како точка на дневен ред, предлог буџет, рекоте дека се однесуваат за предлог буџет на Делчево за 2020 година. Дискусијата ни оди непотребно губиме време на сите седмици по едноставата да дефинираме дневниот ред. Дневниот ред е даден. Во исклучителни случаи некој пат поради итност ќе го дополниме со некоја точка. Не можеме 26 точки да дополнуваме или да одземаме. 5 седмици поред не се случува еден саат да не можеме дневниот ред да го направиме. Значи, работата на советот е дефинирана со дневен ред кој што се ствара пред седмицата. Дополнува се точки и се образлага итноста и неодножноста на тие точки. Биде една точка, 2 во текот на целата година, 3, ама 26 на една седмица за мене е малце не. Апелирам до сите советници, значи да дискусијата да ја задржиме на дневниот ред. Добро, кратко, значи во однос на првата точка од дневниот ред и таму е местото да дискутираме за предлозите кои ги има доставена на советничката група на ВМРО за поманете општината. Секако дека по-конкретно се става сите тие точки во планот, програмата за работа за 2023 година. И најголем дел од барањата што ги имате се веќе и планирани, пошто имаме одржано форум на председатели на местни, рурални, урбани заедници и ги има истакнано проблемите. И можете по првата точка да разговарате во однос на програмите и во однос на средствата кои се предвидени за реализација на тие проекти. А тука е и во однос на изградба, градежни активности, во однос на образование, социјална сфера, култура и можете по програмите тука да дискутираме и да разговараме, значи дали има средства и дали нема средства. А конкретно за сите барања кои што ги имате по-отделно за одредена улица, највеќе за инфраструктурни проекти, пат, водовод, канализација, значи се става во програмата за работа за 2023 и сето тоа има произлезено како барање од во најголем дел
од председателите регов и на форумите кои што ги одржат. Кога предлагате точки за, мислам, и барања до општината за да бидат ставени одредени изведување на одредени градежни работи или што за нешто во социјалната сфера, отварање на инкубатор, мислам дека имаше едно барање, треба да имате некоја анализа направена во однос на финансиските средства, колку ќе ја коштат тоа општината и од каде ќе бидат најдени тие средства. Исто е и за изградба на улици или што за некои поголеми капитални проекти, и со некоја макар и минимална анализа за да доставите до нас средствата да бидат обезбедени таму и таму и по некоја предмет пресметка или било што кошта толку и толку да биде вметнано во буџетот и да го ставиме во планот за работа за 2023 година. Сите тие барања не тиштат сите. Значи, луѓето кои што ги имаат доставено и на форумите, и на ваши отворени денови како Политичка партија ВМРО да помане и Политичката партија СДС на сите граѓани кои што имаат, тие са реални барања кои што ние треба и како локална самоуправа и вие како советници да гледаме и да се трудиме да ги реализираме. Никој нема, јас не верувам дека некој би имал спорно, независно од политичка партија или припадност, за да не сака тие промени да се решат. Ама треба да знаеме начинот, текот на работите, како треба да ги поставиме за седмица на своја. Благодарам. Добре, дали некој друг разбор? Повеќе Служувам ли го основната солдати, само ли спасера да кажем, колко ни се отборува нас на конкретни прашни, кои ще ги доставаме до самите сектори в общината. Ако ни се дава на време отговори, ако се дават точни конкретни отговори, ние сигурно да можем да бидем малко по-прости, за да можем да даваме конкретни предloзи барања и да го наложим избор от кое што може да финансирате. Аз после, например, в текно разпад за бюджет ви дам пример за кое што, например, на следващи прашања, кои што не ми се отговорени и баш поради таа причина што не ми се отговорени, аз съм се потрудил преку Център за јавни набавки да најдам извор за дел тие проекти. Така да можем и после, за тие проекти да разговараме, но не проблем. Добре. Дали некој друг бара збор во однос на дневниот ред? Не. Бидејќи никој друг не бара збор, затварам расправата и дневниот ред го ставам на усвојување. Гласаме за усвојување на дневен ред за седмица. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека дневниот ред е усвоен со дневниот ред е усвоен со 8 гласа за и 6 воздржани. Да напоменам дека еден од советниците, 14 советника, се еден од советниците е оправдано одсутен, најавено кај мене. Добре, продолжуваме со усвојување на записник на 16-та седница. Отварам расправа во врска со усвојувањето на записникот од 16-та седница. Дали некој бара збор? Повели Иван. Односно записник од Божјот 16 редовна седница, што сакам само да цитирам пак повторно. Не само не договарат всички прашања кои што се постуваат преку архивот на општина Делчево, а не се договарат всички прашања кои што се постават и за време на седница на Совет. Конкретно на едни прашања кои што се дозируваат некои сентиментални невредности во одредени на општината, дали е причината тоа што се малку што такви прашања па не се говорат, некој е друга причина што не се говорат, тоа е не само тоа прашање. Аз не се говорам и преку архивите тие прашања што не се говори, дали се говорат однака. Што веќе имаме енергија, лека 15 седмица, 14 седмица, што се говори така да. Еве јас повторно ќе апелирам до ръководителите и до градоначалникот, значи доколку има неодговорено прашање на советник да се одговори во наведениот рок, за да може советниците да работат. Надевам се дека брзо ќе ги добиете одговорите на вашите прашања. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата и усвојувањето на записникот го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека записникот од 16-та седница е усвоен со 14 гласа за. Точка број 1. Предлог буџет на општина Делчево за 2023
година. Я повикувам разлагач Анка Христова, ръководител на отделението за бюджетно ръководство и администриране на данъци, да ми възложи точка. Бюджетът на общината се използва до местната и външна съвместна заповедите и подзаконските прописи, по които са съдържани правата, областите и надлежностите на общината, а това са законът за бюджети, закон за локална самоуправа, закон за финансиране на единиците на локална самоуправа и други подзаконски акти. Съгласно член 27, става 2 от закона за финансиране на единиците на локална самоуправа, министърът за финанси предоставя бюджетския циркуляр до градоначалството на общината и иска да съдържа главните насоки за изготвяне на бюджета за 2025 година и информацията за дотациите, които да се трансферират от бюджета на държавата и единиците на локална самоуправа. Съгласно член 2.8 от Закона за бюджети, бюджетът на общината представя годишен план на крупните приходи и други приходи и одобрени средства и се състои от основен бюджет, бюджет на дотации, бюджет на донации, бюджет на самофинансиращи активности и бюджет на заеми и кредити. Бюджетът на общината го донесва солидите на общината и това е напредно на градоначалникът и най-късно до 30.12. Текущата година за наредната безплатна година. Бюджетът на община Делчево за 2023 година е планиран съгласно законската регулатива и иска от планиран износ на 312 милиони 458 хиляди 13 лева. Планирани извори на приходи в бюджета за 2023 година, от които се финансират разходите на община Делчево са данъчни приходи, планирани в износ от 47 милиони 468 хиляди денари, неданъчни приходи, планирани в износ от 9 милиони 850 хиляди денари, капитални приходи, планирани в износ от 6 милиони 900 хиляди денари, приходи от дотации 194 милиони 456 хиляди, приходи от трансфери, планирани в износ от 45 милиони 366 хиляди, приходи от самофинансиращи активности, планирани в износ от 5 милиона 300 хиляди денари, приходи от донации в износ от 3 милиона 118 хиляди 713 денари. Данъчните приходи са планирани в износ от 47 милиони 468 хиляди денари, значи на група 71, една за материалите. И тия се състоят от данък на доход от добивка и от капитални добивки, планиран бизнес от 3 милиона 460 хиляди, денари данъци от имот, планирани с 22 милиони 10 хиляди, данъци на специфични услуги, планирани бизнес от 27 милиона 303 хиляди и такси на количествени недозволи за вършена дейност, планирани бизнес от 690 хиляди денари. При структурата на данъчните приходи можем да забележим дека со најголем учество се планирани приходи по данъци на имот и тоа са около 46,3%, а во данъци на имот влегуваат данък на имот од физички лица, данък на имот од правни лица, данък на промет на недвижности, данък на наследство и подруги. Со голем процент од 44,8% учествуваат данъци од специфични услуги, а овде влегуваат комуналната такса за стадната фирма, комунална такса за користење на улици со патнички и товарни моторни возила, потоа надомест за уредување на градично земјиште, комунална такса за користење на одржување на јавно осветлување, надомест за одржување на јавна инфраструктура и други формални комунални услуги. Неданъчните приходи, група 72, изгледа вака, значи судски административни такси, планирани во износ од 760 хиляди денари, такси и надоместици, планирани во износ од 8 милиони 40 хиляди денари и други неданъчни приходи, планирани во износ од 1 милион 50 хиляди денари. Најголемо учество во неданъчните приходи има таксите и надоместиците во износ од 81%.
стойност на проценти 81,6%. Ovdje влегуваат таксите за целодневна и предшколска грижа и други помощни активности во образованието во по-голем износ. Потоа трансфери и донации. Група 74. Учеството на трансферите от други нивоа на власт и донациите од купниот бюджет на општината за 2023 година се застапени во износ од 48 милиони 484,713 денари или 15,5%. Средствата за блок дотација кои служат за остварување на надлежностите во образованието, детската заштита и културата се утврдени од надлежните министерства согласно законската регулатива и се планирани во износ од 194 милиони 456,000 денари или 62,2%. Капиталните приходи во група 73 планирани се во купен износ од 6 милиони 900,000 денари. Овде влегуваат приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во собственост на државата, планирани во износ од 2 милиони 500,000 денари. Потоа приходи од закуп на земјоделско земјиште во собственост на државата, планирани во износ од 1 милион 700,000 денари. Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини 1 милион 200,000 денари и надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, планирани во износ од 1 милион 500,000 денари. Ова е прочитување што се однесува за билансот на приходи и планираните приходи во буџетот на општина Голчево. Планираните буџетски расходи за буџетот на општина Голчево за 2023 година изнесуваат исто така 312 милиони 458,713 денари. Буџетскиот дефицит е планиран на износ од 1 милион 649,700 денари, каде што повисоките расходи се финансирани од други приливи, односно депозити. Структурата на расходите во буџетот на општината се состои од текуни оперативни и капитални расходи. Согласно законската регулатива, општинскиот буџет се следи, како што реков, преку текуни оперативните и капиталните расходи. Платите се неопходни за функционирање на општината и се планираат да опфатат околу 65%, тоа од вкупниот буџет анализата, значи, од вкупно планираните расходи во вкупниот буџет, додека пак во основниот буџет фаќаат 30% од планираните расходи. Средствата од текумната резерва се користат за кога за одредени етни потреби на општината или буџетските корисници не се обезбедени доволни средства или воопшто пак не се планирани на буџетот. Расходите се утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација на расходи. Групата 40 плати на поместници планирани во износ од 203 милиони 319,000, 41 група резерви и недефинирани расходи планирани во износ од 100,000 денари, група 42 стоки и услуги планиран износ од 55 милиони 130,200 денари, 45 каматни плаќања планиран износ од 80,000, 46 субвенции и трансфери планиран износ 4 милиони 400,000 денари, социјални бенефиции група 47 880,000 денари, капитални расходи група 48 43 милиони 460,200 и отплата на главница 49 група во износ од 5 милиони 78,300 денари. Во делот на расходите стоки и услуги опфаќаат 17,6%, каде што покрај обезбедувањето на редовното функционирање на општината се содржани и расходи за финансирање на комуналните услуги и дел од текуното одржување на основното и средното образование како библиотекарството и детската заштита. Капиталните расходи во вкупниот буџет се планирани во износ од 43 милиони 467,500 денари, додека пак во основниот буџет се планирани во износ од 38 милиони 227,000 денари и во најголем дел се однесуваат за изготвување на проекти за улици и патишта, надомест за одземен имот, изградба и реконструкција на улици и патишта, изградба и реконструкција на водоводи и тоа како во урбаниот, така и во културниот дел на општината. Во основниот буџет планирани се расходи во износ од 102 милиони 94,000 денари. Теком на оперативните расходи се планирани во износ од 63 милиона 867,000 денари или 62,5% од планираниот основен буџет.
Овде са плати на наместници, група 40, планирани се 35 милиони 130 хиляди. Резервите са исти, значи тия са планирани в основен бюджет. 100 хиляди денари, група 41. Стоки и услуги, 42 група, планиран износ 19 милиони 998 хиляди 700 денари. Каматите са 80 хиляди денари, субвенции и трансфери 2 милиони 6 хиляди денари, 47 социални бенефиции 880 и полката на главница и реквизитите 788 хиляди денари. По социални бенефиции, група 47, влегува еднократната парична помощ, koja je planirana u iznosu od 660 dinara i bonus radnog mladenčenja planiran iznos 220.000 dinara. Во групата пък 46 субвенции и трансфери, влегуваат трансфери до Сдружения на граждани, планирани в износ от 400.000 денари и трансфери до спортски клубови, планирани в износ от 800.000 денари, потом стипендии за студенти и средношколци, планирани в износ от 390.000. Овде се планирани и трансферите за правоотделенчења и формални трансфери. Во основниот бюджет капиталните разходи се планирани во износ од 38 милиони 227 хиляди денари или 37% од купниот основен бюджет. Во најголем дел тие се однесуваат на подготвување на проекти за улици и патишта, планиран износ 2 милиони денари. Изградба на улици и патишта, планиран износ 2 милиони 500 хиляди денари. Реконструкција на улици 9.182.000 денари, изградба на капацитети за водоснабдување 3 милиони 820 хиляди, изградба на други објекти 13 милиони денари, потоа реконструкција на капацитети за водоснабдување 3 милиони 600 хиляди денари, изградба на капацитети за водоснабдување 3 милиони 820 хиляди, реконструкција на пречистителни станици 2 милиони денари, надомест за оценето 1 милион 500 хиляди и купување на офрема 120 хиляди. Најголем износ од средствата за изградба на други објекти се однесува за изградба на градскиот пазар, тоа околу 12 милиони денари. Теком на оперативните и капиталните разходи се дадени почитувани советници во посебниот дел на буџетот, кои што се распределени по соодветни програми по држава. Овие разходи кои се планирани во буџетот на општината се во функција на подобрување на јавните услуги и подобрување на инфраструктурата во општината. Ова е накратко почитување што се однесува за планираните приходи и разходи во вкупниот буџет, а подетална анализа имате во основниот буџет. Доколку сакате во посебниот дел по програми и подпрограми да елаборирам, да направам декларација или ќе оставам прашање и вие веќе направите во дефиниција, предпоставувам дека имате нека координација. Јас сметам дека нема потреба да има детално по посебниот дел, за да не ја оперетуваме седмицата, делот тоа е да подобрим. Доколку има прашања, нормално тука разлагачот за да може да не упати, доколку имаме нејасноти и да не ги. Добре, благодариме на разлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели Кире. Благодарам председателе, почитувам градоначалник, почитувам председател на совет, почитувани советници. Советничната група на СДСМ и коалицијата предлага одредени корекции, односно преместување во предлог буџетот за 2023 година. Имено имаме три предлога за работи за следно. Значи кај ставка група 42, ставка 420, патни и дневни разходи во програма А0, кај Советот на општина Делчево. Патни и дневни трошоци се предвидени 404.000 денари, од кои 50.000 денари се предвидени за дневници за службени патувања, а 354.000 денари се предвидени за наградно патување на матуранти. Износот од 50.000 денари од ставка дневници за службени патувања да се тргне и истата да биде префрлена на ставка патни трошоци. Потоа вториот предлог е од програма К4 културни манифестации и порешно, група 42, ставка 426, други тековни разходи да се скратат 100.000 денари, истите да бидат префрлени на програма А0 Совет на општина Делчево
група 42, ставка 426, други разходи, и истите ќе бидат користени за покривање на оброци на спортски клубови, игрорни групи и други сдруженија. И третиот предлог, од програма Г1 ЛЕР, група 42, ставка 426, други тековни разходи, да се скратат исто така 100.000 денари и истите да бидат префрлени на програма А0, Совет на општина Делчево, група 42, ставка 420, патни дневни трошици, истите ќе бидат наменети за покривање на трошици за патување на спортски клубови, планинарски друштва, игрорни групи и други сдруженија. Ваквите предлози, председателе, барам да бидат ставени на гласање и да станат допълнителен дел на предлог бюджет на општина Делчево. Дали възлагач успя да ги прати сите заеднички? Да. Не е сборно, други са да гледам. Дали некој друг бара збор? Повели Тони? Основ на крайни игнорански односи на дело от администрацията в Община, различни прашања, барања, инициативи и доставување документи за работа, како и раситично трошење на народни пари во милионски суми за полицейско услуги и репрезентации, изплата на средства од сметка за солидарност на фирми за купувачи во општината, а со блокирана сметка што само за камата општината почна околу 180 милиони денари. И аз, особено на партијата Левица, по првите 5 точки нема да учествувам, оваа тема се пресна на вечни точки. Благодарам на излагањето. И ако лично сметам дека правите огромна грешка. Вие како советници во политичка партија имате ексклузивна можност да учествувате во донесувањето на буџетот, да ги вградите сите ваши предлози, а вие го напуштате терен. Благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Повели Иван? Главно издаде. Главно добавяне на продажа. Ние като следващия клуб на Народно събрание имаме исто тази отваряне до незми до бюджетни константично. Станува збор за следното. Кратење на средствата од конто 426 и подушно средства наменени за презентации от ставка Г1 локови конски разговори. Срещу напрежение от 150 денари, предлагаме тие средства да бидат преполовни, т.е. да бидат 70 денари и искаме тие средства да бидат прехвърлени на конто 463, т.е. трансфер до невладни организации. Се со цел да има повече средства по самия бюджет за помагање на невладни организации, спортни клуби и други издружения на граѓаните. Исто така, бараме, во конто 426 други тековни разходи во програмата ДНЛ, целоначално, срещу предвидено 30 денари за презентации и да бидат преполовени, т.е. 15 денари да бидат прехвърлени на истото конто, т.е. 463 трансфер до невладни организации. Тие таквите измени се правят, барам да бидат направени, се цел на едни бюджет на колко е можно повеќе средства да бидат да се остават нени по конто 463, т.е. парите на граѓаните да бидат трошени за интересни потребите на невладни организации, спортни сдруженија, клубови, се со цел да сами граѓани да бидат бенефитот од нивото. Благодарам на образованието. Дали некој друг бара збор? Повели, ајде, взети прво па да научаме. Може да. Първо прашање однос на ставката 463, ставката за невладни организации 400.000 денари одредена и за спортски клубови 800.000 денари. Значи имаме тук еден сооднос, за кој што ние во претходните седмици имаме доста разговарано. На кој начин е донесен тој сооднос да е толку поголем однос на невладни организации, без разлика што е по предлог на вашите колеги, имаме предлог каде што има можност трансфер до невладни да биде зголемен,
Меѓутоа, ако одиме со тој однос према 2:1, јас лично сметам дека односот треба да биде скоро изедначен, од причина што и граѓанските организации, посебно невладните организации, имаат огромна заслуга во општината со своите програми и проекти кои се доста корисни, исто толку и спортските клубови и издруженија кои се занимаваат со таа активност. И на претходните средби, односно состаноци, јас рекол дека тој однос треба да биде изедначен, меѓутоа е повторно гледам дека имаме релација 2:1 за спортските клубови. И доколку се вредиме до ситуација да го зголемиме буџетот за ставка 460, сметам дека таа релација тој однос треба да биде барем колку толку избалансиран. До толку повеќе што и начинот на давање на тие средства за граѓанските организации треба да биде повторно по избор и по предлог барање, односно достава на апликации кај граѓанските организации, за да не имаме таа негативна пракса на преку барање образложено во пола страна да се доделуваат средства за кои што повторно немаме некоја поголема оправданост по следното трошење. Ниту имаме образложение на почеток точно наратив и буџет и финансиски и нормативен што како фиксираме парите, ниту па имаме извештај после потрошените пари. Со едно обично барање ние да доделуваме средства на граѓански организации и на спортски клубови, наместо да имаме програма по која истите ќе се произнесат со предлог проект или предлог активност. Добре. Завршите разговор. Да. Дали некој друг го разговор? Благодарам. Имам едно кратко обраќање, а после ќе одговорам и на прашањата на кои што пратих прибелешки. Почитувам председателя, почитувани советници, на оваа седница на дневен ред ви е буџетот за 2023 година, годишен план за финансирање на тоа што го имаме како надежности на општината и како предлагач на буџетот, уште на самиот почеток сакам да истакнам дека буџетот го проектиравме во насока за да биде развоен. Зошто е развоен буџетот? Затоа што најголем дел од сите проектирани средства кои што ги има во буџетот се наменети за капитални проекти и има според Министерството за финансии одлука дека доколку капиталните инвестиции во однос на буџетот се повеќе од 25% само за капитални инвестиции, веќе се смета буџетот за развој. Ние овде и образлагачот, Бранка, ръководителот кажа, имаме негде за капитални инвестиции околу 37,4%. Вложувањето во капиталните проекти е повеќе од потребно за да има добра економија, права локална самоуправа, транспарентни процеси, кои што се основават на потребата од согласување на различни потреби на граѓаните. Нашата општина е во фаза во која што и покрај сите инвестиции кои што ги направивме досега, се неопходни и нови инвестиции во инфраструктурата, кои што се услов за раст и развој на општината и затоа мора да продолжиме да го градиме нашиот град. Во такви услови го проектиравме буџетот за 2023 година, кој што ги задоволува реалните можности кои што ги има општината за реализација на капиталните инвестиции од една страна и задоволување на потребите кои што ги истакна луѓето од урбаните и руралните местни заедници на форумите. Купниот буџет на нашата општина проектиран за 2023 година е планиран во износ од 312.458.713 денари. Капиталните разходи, за кои што едно говорев, во однос на вкупниот буџет, не на основниот буџет, се планирани во износ од 43.467.500 денари. Тековно оперативните разходи се во износ од 268.991.213 денари. За приходите повеќе зборуваше возлагачот, јас ќе зборувам за разходите од буџетот. Основниот буџет, кој што средства прибираме овде, без сите тие додатоци и донации, локотации, трансфери, е во износ од 102.094.000 денари и овде капиталните разходи се планирани во износ од 38.227.000 денари и тоа е 37,4%.
Тековно оперативните разходи се планирани во износ од 63 милиони 867 илјади денари или 62,6%. Планираните капитални разходи во основниот буџет во најголем дел се однесуваат за изградба, реконструкција на улици и патишта и во урбаниот и во руралниот дел на општината, за кофинансирање за изградба на капитални проекти, за изградба и реконструкција на водоводи и за изготвување на нови проекти. Во 2023 година проектирани средства за изградба и реконструкција на улици се 11 милиона 682 илјади денари, од кои што за реконструкција на улици и патишта во износ од 9 милиони 182 илјади денари, за изградба на улици во износ од 2,5 милиони денари, за вршување на изградбата на градскиот пазар во износ од 12 милиони денари, реконструкција на капацитети за водоснабдување во износ од 3 милиони 600 илјади денари, изградба на капацитети за водоснабдување 3 милиони 820 илјади денари, реконструкција на пресвителни станици и колектори 2 милиони денари. Исто така општината обезбеди средства од Министерството за транспорт и врски во износ од 5 милиони 800 илјади денари за реконструкција на локалниот пат Делчево село Стамер, тоа е околно од регионалниот пат до селото Стамер. Проектирани се средства за експроприација во износ од 1 милиони 500 илјади денари. Исто така проектирани и планирани се средства за отплата на кредитот земен за доградба на детската градинка и кредитот земен за реконструкција на улиците Вера Јовчич, Тито Гури, Маршал Тито, тоа е носа и Втора светска банка, во износ за 2023 година од 5 милиони 78 илјади 300 денари. Сите тие средства се во функција на подобрување на јавните услуги и подобрување на целата инфраструктура во општината. Овој буџет е развоен, бидејќи реков најголем дел од проектираните средства се расходи наменети за капитални проекти, кои што се неопходни за инвестиции во инфраструктурата како услов за раст и развој на нашата општина. Буџетот за 2023 година е одговор на инвестициите кои што престојат и во насока на реализација за приоритетите за наредната година. Развојната компонента дава очекување за економски раст во општината за наредната година, бидејќи капиталните проекти се и по сума и по број поголеми. Клучни капитални проекти на кои што ќе се посвети посебно внимание во текот на 2023 година и изградба на нова детска градинка со капацитет од 150 деца, проект со проектирана вредност од 48 милиони денари, но и максимална посветеност во сите сегменти за реализација на втората фаза инфраструктурен дел од проектот за станицата за чиста вода за пиење, како најважни сегменти за подобрување и зголемување на квалитетот на животот на граѓаните на нашата општина. Проект со проектирана вредност, знаете, е од околу 6 милиони швајцарски франци. Изградба на локалниот пат, кој што го спомнав Делчево Стамер, од од регионалниот пат, проект со финансиска конструкција од 5 милиони, проектирана конструкција од 5 милиони 800 илјади денари. Ова е проектантска вредност. Изградба на нова водоводна инсталација во делот на селбата Милково Брдо, населба Ново Делчево, потисен цевковод на населба Третирано, со што целата стара азбестна водоводна инсталација ќе се замени со нова полиетиленска, проект со финансиска конструкција од 18 милиони 845 илјади денари. Изградба и реконструкција на комплетно нови водоводи во село Габрово, Злего, проект со финансиска конструкција од 1,3 милиони швајцарски франци, како и реконструкција на водоводната инсталација во село Вирче со средства од буџетот на нашата општина. Проект кој што е ставен и во развојната програма на општината е изградба на улици околу градскиот зелен пазар, изградба на целиот паркинг простор околу него, исто така тоа е со средства од основниот буџет. Ова се средствата генерално кои што се планираат да ги инвестираме во реализација на капитални проекти, кои што се од суштинско значење за подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани, бидејќи овој буџет е правен врз основа на нивните приоритети. И повторно да истакнам дека за креирање на буџетот одредени форуми на кои присуствуваат представниците од руралните и урбаните местни заедници и се земени во предвид нивните барања, чии приоритети се ставени като приоритети на општината за решавање. И затоа мора да се вложи секој денат онаму каде што има најголем ефект за граѓаните.
Како локална самоуправа продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните, да реализираме проекти кои што ќе значат решавање на стари проблеми, но и инвестиции со кои што ќе направиме Делчево да биде поубаво место за живење. Продолжуваме осветено со силно темпо да работиме, со огромна енергија и ентузијазам, како и досега, со вложување на сите ресурси да го реализираме сето она што го истакнавме како проектиран буџет за 2023 година. Благодарам овој дел од краткото обраќање. Во однос на прашањата белешка од советникот за КРИ за невладените организации. Во 2023 година ќе имаме повик за доделување на средства и за невладени организации, и за спортски движенија, однос од 800-400 кој што е проектиран во буџетот и програм, сите оние невладени организации, граѓански движенија при повикот доставуваат програма по која што ќе работат и финансиски план во однос на таа програма. А на крајот од локалната самоуправа се бара за каде тие средства кои што се доделени, кога имавме повици, зашто и како се потрошени. Има предлог за да биде ова, не знам, 1:1 да бидат, доделени по 600.000, доколку има на повикот граѓански издруженија, невладени организации, кои што ќе поднесат програма, има комисија која што одредува и дел од тие средства може да или со одлука за пренамена на средства доколку се до 20% да се сменат на било која седница, или пак доколку има, не знам, некои поголеми барања, проблеми кои што ги имаат изготвено невладените организации и доколку најдеме некои средства во однос на сето тоа што дел го кажа само за изгледа на сите тие капитални проекти, улици, инфраструктура, водовод, канализација, доколку најдеме средства од други извори, да не биде од општинскиот буџет, секако вие како совет можете на било која седница да предложите. Ребаланс не мора да има во септември, во октомври, може да има и во текот на првите месеци од годината. Тоа го рекол доколку има средства и со ребаланс да предвидите уште средства за исплатење на програмите за работа на невладените организации и на спортските движенија. Ова пак би истакна доколку имавме сите овие капитални проекти кои што во еден однос мора да се бара некаков баланс. Кога ќе се бидат изградени сите тие капитални проекти на кои што се потребни на сите луѓе на општината, многу е полесно да се креира буџетот. Во многу од овие капитални обекти што ги градиме, што ги прочитав, тие што не ги спомнав, локалната самоуправа, ние како општина имаме свое кофинансирање и мора да го одвоиме тоа од нашиот основен буџет и за да ги добиеме тие проекти. Секоја општина се бори, како и ние што се бориме, и услов и при доделување на сите тие проекти да има општината свое кофинансирање. Нив не ги интересира дали општина Делчево со блокирана сметка или не е со блокирана сметка. И ние мора да прифатиме не би рекол дека е тоа ризик, бидејќи сепак средствата се планирани и фала Богу до сега континуирано сме ликвидни со сите тие проекти кои што ги изработивме, но не толку се средства кои што ги предвидуваме за во однос на културата, во однос на спортот, а секако дека и тоа е многу важно за една општина и не знам колку ќе ме сватите, ќе можете да разберете и јасно за да има повеќе средства, бидејќи и невладените организации го носат развојот на општината и спортските клубови кои што екзистираат на територијата на општина Делчево, ама мора и тие проекти да се решат. Кога веќе ќе немаме детска градинка за правење, не знам, пречистителна станица, дека се уште и не имаме обврски наши, пазарот се изгради, имаме 14,5 милиони, 2,5 милиони сега плативме, и имаме уште 12 милиони, тоа верувам дека во текот на оваа година ќе се исплати се,
ќе може, верувам, и наредната година, 24-та, и потоа да се одвојуваат многу повеќе средства, да не бидат 1.200.000, него да кажеме да бидат 3, 4, 5 милиони за невладите организации и тие да нудат на самата локална самоуправа програми и проекти со кои што ќе го поттикнат целиот развој на општината. Така да, нашата проекција е сега толку, реков вие, одреден дел, мислам до 20% беше така, ли од тоа може со одлука за пренамена на средства, од една ставка на друга да направите, а за поголема сума треба ребаланс на бюджетот, така мислам. Од наша страна е тоа претирано и во однос истото е и на дискусијата на Советот активна. Благодарам. Благодарим на Категанико. Дали некој друг ба разбор? Повели Иван. Точно слушнаме од градоначалникот. Јас можам да само да направам некои своји обувани во однос на бюџетот за 2020 година. Не се односно дека имаме размен бюџет. Коригирам, не се односно дека имаме размен бюџет, значи тоа е отлично што најголем проблемот од средствата од основниот бюџет е малку не 30% од вкупниот бюџет. Или да кажам, да може да кажем, значи само 30% од средствата одат за проекти кои што треба да се реализираат за граѓаните на Делчево. А други 70% од средствата одат ненамени за трошки, ненамени на платни, ведомски и текно-оперативни разходи. Од таа причина ние баш поборавме на тези материјални непрофилирани разходи, се со цел се поголем процент на средства кои што треба да бидат наменети за кои да се граѓаните да бидат разпределени на текно. Проблемот исто така е што имаме нели тренд и после само расправа и прашање да оставите прашање, имаме тренд на забрегување на работниците, т.е. на фактички работување по бюџетот, што од друга страна може да допринесе нели дури и процентуално вредноста на основниот бюџет да се намалува. Во однос на форумските сесии, не се согласувам од причина што ние немаме форумски сесии, имаме само еден форум. Општ тренд е, и законски и финансово на ниво на Делчево има и по 3, по 4 форуми. Тоест, квартални форуми, кажете има на 3 месец, 6 месец, 9 месец и 12 месец. Можеме да забележиме за споредбено со другите опции. Ајде, нема да земеме опција на Штип, за опција на Штип е следващи години до Делчево. Да речеме, таму има постојани контакти со регионите, по местни заедници, форуми по местни заедници, каде што пошто е там за разбавени информации може да видиме. Ќе го земе едно веруваме, да не биде политички да кажеме дека Штип е во Морска на опција, пак е дека се продолжи со нејата, ќе земеме едно веруваме кој што градоначалникот да се штабно за ваша информација имаше и форумски сесии, каде што регионите ќе можат да дават идеи, предлози, барања, мислења тековно. Се со цел се повеќе проекти да се добијат проектна документација или финализација на самиот проект. Ако не би пак споредбено плани во 2020 година, ќе анализираме разходи, видиме дека процентот на капитални разходи е значително помал во однос на разходи. Една од тие причини е и самите наши проекти кои што имаме поднесено 26 проекти. Има и уште проекти од граѓани кои што беа оставени за нас, како политичка партија и како следничка група. Исти тие проекти јас мислам поверувам и градоначалници и сите следите тие проекти во текот во изминатиот период после празници ќе видат дали како гледат барање и до својот општина Делчево и до општина Делчево. Се со цел тие проекти најдат своја реализација во дали до 2020 година или да заработи проектна документација и тие проекти да
најдат некоја реализација по временски период. Тоа е нешто да кажем во однос на изградењето на делчана. Како кратка, во однос на форумските сесии кои што се одржани, ја не спорам дека форумска сесија може да се одржува секој месец доколку граѓаните, претставителите на тие урбани и рурални местни заедници имаат потреба, во сите одделенија во општината, каде што имале потреби, се решавале проблеми и без форумски сесии. И Берово е исто добар пример, има одржано 3 форумски сесии, ние ги сумиравме, канализиравме барањата на граѓаните со една форумска сесија, но секако се зели, имаше и јавна анкета за предлог проекти или проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Еве јас пак ја земам општина Кочани, за да не сум пристрасен како општина Берово, таму има исто така една форумска сесија. Општина Штип, што колку е светлосни години преднес не знам, исто таму имаше една форумска сесија. Во однос на партиските вработувања, кои мислам за средствата кои што се трошат за партиски вработувања, ова е јавно транспарентно, јавни области конкурси и тоа се работни места кои што се потребни на општината и се пополнуваат во однос на испразните работни места, кои што во пензија и немаме превработени. Имаме општини кои што се 2 пати поголеми од нас, а кои што имаат 10 пати повеќе вработени од колку што има локалната самоуправа. За транспарентноста на општината, не знам сега што да дискутирам, има релевантни податоци кои што не оценуваат сите како локални самоуправи и од сите 80 општини во нашата Македонија, ние сме на 12. И ова се земени милион податоци по кои што ја оценува транспарентност. Сега не знам што би кажал дали сме затворена општина или сме транспарентни и дека средства, пари не се трошат за капитални проекти и овде не знам што. Ако не трошиме пари за капитални проекти и не се изградија во минатите години, и во моментот се градат. Имаме објекти капитални кои што се завршуваат. Имаме објекти кои што ги почнуваме за изградба, капитални проекти. Има за кои што финанската конструкција е завршена, за некој комплетно платена. Така да, ова се објекти кои што јас би рекол се градат негде, не знам, ако не повеќе во 15-20 години. Мостот е капитален, капелата е капитален, градска база, нова детска градина, пречистителната станица за чиста вода, водоводот во Габрово, водоводот во Цвегор, оделување на атмосферската фекалната канализација во Милково Брадо, реконструкција на булеварот, не знам, улиците Машев и Довереот, улиците во Пролет, цела населба во Басарица, која што изградивме атмосферска канализација и е асфалтирана. Сето тоа се капитални проекти, кои што пак е словно се потреба на граѓаните, ама апсолутно тука не може да доведеме до констатација, колку и да сакаме дека средства во општината не се трошат за капитални проекти. И проекти имаме направено и во овој буџет стои во програмата колку средства се одредени за проекти. Секоја година правиме проекти, затоа што вие како советници дека една година повеќе сте и знаете дека оваа општина работи со блокирана сметка, знам повеќе од 12-15 години кога е блокирана сметката, ма секако дека средства се наоѓаат од други извори на финансирање, од други нивоа на власт, каде што успеваме со блокирана сметка, со мали приходи, каде што нема некоја не знам каква стопанска дејност или индустрија во Делчево за да платят поголеми даноци кои што може општината да ги прибира и во таа ситуација за релативно краток временски период се изграден нови капитални објекти. И верувам да било така и претходно, до сега ниту ки имаше улица неасфалтирана или негде, не знам, водоводна се уште нема.
Вики имаше средства и за тоа што го зборев пред малку за повеќе, што е клучен дел исто така и за невладени организации, и за спортски клубови. Ќе дававме, место да збориме сега също за улици за водоводи, средствата ќе се проектира и јас како началник и вие како советници и друг состав и овој состав, значи во таа насока. Така да со овие констатации јас мојата позиција не се согласувам. И затоа тврдам дека буџетот е развој, не е буџетот 30%, не може вака паушално да кажуваме 30% од целиот. Буџетот, расходите во буџетот, во целиот буџет се 37,4%. Наместо 30% можете да кажете приближно 40%. Kada 37,4% проценти средства кои што се одделени за капитални расходи, не може да се каже дека тука буџетот не е развој. Благодарам. Повеќе. Hvala predsjedatelju. Вече ти дам Иван на тебе спор. От Иван значи реплика на колегата Иван. Идејте седмиците се пренесуваат директно чисто за информација. Тоа го спомна се и градоначалникот. Значи не може да кажеме дека буџетот не е развој кога се капиталните расходи над 25% од вкупниот буџет. Мисля, основниот буџет се смета за развој. И како што спомна градоначалникот, капиталните расходи не се 30%, 37,44% од основниот буџет или 42,57% вкупните капитални расходи во однос на основниот буџет. Значи процентот е не е, како вие што го кажете, 30%, ако е некаде за 10% поголем. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг збор? Кој ли Иван? Мислам, прво кој беше главчан да не пуште се Не, началникот има телефонски разговор, но мора да го разговари, ќе се върне од нас. Тука е. Во однос на колку проценти е основен буџет, откупен буџет е многу лесно. Само за началник и математичар да лесно може да пресмета колку е 100.000 од 100 милиона од 35 милиона. Основен буџет е точно 30%. Не е 30% и не е пушање на мовето, пошто нема и материјали кои што се ставени само за фискална администрација. Има разледување, само јас да појаснам нешто. Мисля дека Не, они го добро. Сега однос на капитална толку кој да спредно општина да дошли, да сега сме имам материјали кои што се извадени од сајтот на општината. Пошто се на самиот сајт на општината. Тоа е граѓански буџет. Само ќе видите во самото повлаченце кој е делен буџетот, за претходните општини и за претходните години има на секоја година поделено и еве на пример само желајам дека е точно податок. Еве структура на разходи во буџет на општина Делчево. Значи капитални разходи 12%, теком оперативни разходи 72%. Еве. Пред 2022. Фотографија ги имаше, јас се спомнам наравно преди 2022. Стоеше и на гласовите самиот тренд се повторува. Значи истиот податок и за 2022. До 2021. Дешто исто е, значи таму е па 17% е капитален разход. Немаме трендно сгрупување, а имаме некои мал процентни капитален разход. Тоа е информација која што може да се отвои на телефоните на општина Делчево сајтот. Граѓански буџет. Еве. Општина Делчево. Може да општина е слушаме. Граѓански буџет. И тука се многу добро опишени сите процентуална структура на буџетот 2021-2021, период 2020 период, тамошни приходи, се има транспарентно. Јас таа информација имам на транспарентно од сакам на општина Делчево. Пушавам улиците. Тука е многу убаво опишено. јас само на кратко ќе земам. Има мисла дека имате разговараме за различни работи. Едно е процентуалниот износ на основниот буџет во вкупниот, а друго е процентуалниот износ на капиталните разходи во однос на вкупниот буџет. Со различни бројки. Точно е дека 30% е основниот од вкупниот. Ама градоначалникот во возлагањето кажа дека 37,4% од вкупниот буџет оди кон капитални разходи. Затоа различни податоци изнесени. Еден податок е основниот буџет наспроти вкупниот буџет, а друг процент, друг податок е
капитални разходи от купния бюджет. Значи процентът е различен. И нема връзка едно с друго. А во однос на дали е развоен или не, спомнахте го 2022 и 2021. Факт е дека се најразвојни до сега од постојаните на општини. Ние имаме капитални објекти кои што претходно не сме имали можност да ги замислиме. Пазар, градски пазар, капела, нова градинка. Факт е дека градот се развива. По-капитални инвестиции тие не постојат. Нити во минатото постојат за тие. Без разлика бројките и презентацијата на бројките на наблегува. Ода по здрава логика, значи немахме пазар, ете сега после толку години го имаме. И е за поздравување. Исто и за капелата, исто и за новата градинка која се надевам дека ќе успееме да ја реализираме. Затоа сметам дека со проценти борете да се изнесува податоци со проценти, меѓутоа личното моје видување е дека овој буџет е развоен и дека е насочен кон капитални инвестиции. Гледате дека уште имаме дел од средствата кои ги одделуваме за проекти кои се во тек, како за пазар. Имаме десетина милиона кои треба да ги одделиме. Повторно тој е буџет за капитали. Ако претходно беа завршени тие проекти во некои претходни години, ние ќе имавме тие 10 милиона на располагање за други. Затоа сметам дека е ајде повеќе. Во однос на изброите проекти кои што се реализирани, голем дел од тие наши проекти се на самата проектна документација бара некој многу по-одамна. Сега јас не можех да ги фана некои примери, може да имам некои да говорим на следното прашање, кога датира некои документација. Пример за мост, като нека се мислиш за Мишачкој мост, имаме документи дека е започнат 2013 година. За мен исто е добро, но некој делоначалник започне проект, значи други делоначалник да го заврши този проект. Ако погледнем во буџетот кој што стои пред нас, значи по дело 425, ставка 425, значи од стоки и услуги. Тие средства се наменени договори услуги или полигодно, тие се средства за правење и купување на проектна документација. Ние ќе видиме дека од претходниот буџет бил 14 милиона 154.500 денари, а за оваа година е планиран буџет од 2 милиона 280.000 денари, што е едно сериозно кратење. Това е много сериозно кратење. За купното на крајот, а не е 2 милиона. 10 милиона, значи пак е кратење негде околу 30%. Така да, мислам дека е некоректно негде да се кратат средства од легањата кои што се наменети за правење на проекти. Проекти кои што намери во останата општина Делчево и ќе бидат реализирани дали по некои понадени периоди. Добро, ќе дам, ајде прво да правиш репликата, нека земе Килев, па ќе земе збор на началник. Благодарам, председател, значи реплика на колегата Иван. 425 договорни услуги. Претходна година 14 милиона 154.500. По оваа година 10 милиона 280 милиона 235.000. Чисто за информација за граѓаните. Биле поголеми, затоа што претходната година може би има направено повеќе проекти кои ќе бидат реализирани во оваа година. Благодарам. Така за јас сум бил и член на Совет во еден мандат, сега формално началник и тука е нормално на седницата на Советот, највеќе на седница на Советот кога се носи нов буџет, секој од своја гледиште да сакаме да се допаднеме на граѓаните, да прибереме некои политички поени и така натаму, меѓутоа реалната ситуација на крај мора да ја согледаме сите. Со тоа што до сега изградено во Делчево, значи сите дискусии кои што биле претходно дали се буџетите развојни или не се развојни, докажавме и е факт дека сите тие буџети биле развојни. Во однос на средствата дали се повеќе или помалку за проектирање, ние проектираме и капела, и градски пазар, и средства имаме од нас по финансирање во пречистителната станица. И не знам градинката сега која што треба да почне се гради 2023 година. Имавте советничко прашање до локалната самоуправа кога е изготвена
проектната документација за сите тие капитални проекти и кога е реализирана. И сега вака делимично кажувате, пак рекол, значи само да се попаднеме пред граѓаните. Еве, например, мостот е проектната документација направена 2013 година. И да, проектната документација, проектот е направен тогаш. Имаме уште многу документи кои што потоа ние ги извадивме и од Министерството за животна средина и катастар и секде каде што беше потребно. И најдовме средства за да го реализираме. Но за сите други кои што предлагавте мислења, кои што не ги кажувате, се направени во претходниот мој мандат со мој подпис од започнување на проектот до изработка на проектна документација, до вадење на сите документи, до наоѓање на финансска конструкција да се завршат тие капитални проекти и многу од тие капитални проекти се завршат. И така кога кажувате, треба да имате подлес да кажете, значи во тој период и началникот, кој што е, не знам, по политичка тенденција на СДСМ ги направи тие проекти. И проектната документација и ги изгради и проекти. Како што кажувате, еве во друго време, во наше време. Ова време, друго ваше време, е време кој ќе дојде време за избори, секој ќе се бори на своја страна. На страна која што мисли дека треба се. Ама ова време е на сите граѓани. И ова ќе стои за генерации и генерации. И после мене, и после овој состав на советници, и за наши деца, и за нивни деца, здраве Боже. Значи сите овие обекти ќе бидат за сите граѓани. И ние така мора да се трудиме. Ако ќе се убедуваме политички кој за кого да гласа, има кампања, има избори, тогаш ќе се убедуваме. Тогаш може да кажете дека цела проектна документација е направена, не знам, во Александрово време. Било кој да. Така да не можам да се согласам или поушално. Јас не ги искажам работите поушално. Кажувам дека проектната документација за мостот е направена и ова е на писмен документ, архивиран долу, преку архива на локалната самоуправа, дека е направен во 2013 година. Проектот за мост. Ама требало и да биде изграден. А за целото друго што поставите прашање, ги имате датите, точно на која дата е почнан проектот, кога е завршен проектот, кога е за проектна документација, кога е почнато со изградба, кога е завршено со изградба. Така да треба за овие работи да бидеме реални. И овој буџет сега што го предлагаме, ние минатата година имавме износ на средства за проектирање за детската градина. Ова е проект кој што и го изработивме и го плативме. И овие проекти чинат многу, мислам, значителен дел за паќаат во финансите од програмата која што е за проектирање. Детската градинка не е како да се проектира нека улица од 100-200 метри. И оваа година се надевам дека и ќе започнеме со изградба и дај Боже до крај на годината и да се изгради оваа детска градинка. Така да и во изминатиот период, начинот на кој што се креира буџетот и сега овој буџет кој што е предложен пред вас како советници да го гласате, јас реално сметам дека е развој. И тоа е мојата улога во Бранчо. Тоа е вашата улога. Вие да се борите за, не знам, секој градоначалник да работи подобро, како советници да предлагате проекти кои што се овде ги немаме ние предложено во буџетот и во оваа ставка треба да се предложи и тоа. Сега не знам да ставиме уште на оваа ставка за проектирање уште средства, но што ќе проектираме? Не може вака паушално да проектираме, што да направим? Седемска страница на Грчка. За да видиме кај Штип или не знам пред НАСА што прави во Америка. Ова што е потребно, што произлегува од граѓаните, со средствата кои што ги имаме како можност, можеме ние да не знам сега која општина да ја земам пример, со не знам каков објект што гради, ама да има приходи во буџетот вместо 102 милиона денари, да има приходи од 2-3 милиарди, сега не исто да се споредуваме со таква општина. Колку е чергата, толку ќе ги пушиме внатре. Ама важно да градиме тоа што треба на граѓаните и да се изградат тие обекти. И јас верувам дека со ваков трend на работа и со вакви буџети кои што ги проектираме, дека и во мојот и во вашиот мандат, дека ниту една улица нема да остане асфалтирана или негде водовод и канализација, не знам, по руралните места. Дека ќе ги оставиме, дека ќе реализираме се во однос на таа инфраструктура.
И да не бе овие капитални проекти, ја е запознаен со бюджетот, знам како го креираме во изминатите години, да беа изградени тие капитални проекти. До сега те немаше неасфалтирана улица во Делчево. Или негде да имаше се уште потреба од водоводи од канализација. Ама тука сме на ова место и од тука мора да ги решаваме постепено сите проблеми на граѓаните. Ние како, не знам, градоначалник од ова политичка партија, од друга политичка партија, советници од ова, од друга политичка партија, и секогаш мора да е интересот на граѓаните. И да се 37,4% не може да не биде развоен бюджет. Благодарам на възлагањето. Повели Иван, рекам. Отлично што не ви и градоначалник и координатор на настоящата група зборуваме за некој друго време, зборуваме за 2020 година, што е бюджет 2020 година. Тоест зборуваме за проекти од пред 5, 10, 4 години и отлично што не ви сите тие проекти да почнат да зборуваме сте убез на граѓаните. И отлично што не ви се градоначалник, не сме се гледаме така да сега ставам да опашаме за еден друг интерес на граѓаните. А тоа е пошто и долу од општина Делчево е на стигање на општина Делчево. Сега да обрашам градоначалникот колку е долу вкупно долу на општина Делчево, дали изошто на третна борба. Како дали зашто? Јас само пред да дозволам на градоначалникот да земе збор, сакам да ја насочиме дискусијата на бюджет за 2020. Да не ја многу ја влекуваме на други области и гледам дека дискусијата оди во друга насока. Лично, било ми е што градоначалникот во 2013 година сватил дека мора да изработи проект за да може да загризува по министерствата и да тражи финанси за да се обезбедат за град на мост. Уште повеќе ми мило што овој градоначалник сватил дека тоа е со нашиот бюджет како општина Делчево е единствената можност да напредне. Да изработиме проекти со нив да пробуваме да обезбедиме средства за инвестиции. И на идниот градоначалник најдобриот совет што ќе му го дам е да се насочи кон проектирање и да има визија кои проекти ќе ги потражи, да ги изработи и врз основа на нив да тражи средства за реализација. Тоа е единиот спас за Делчево во догледно време. Нема друг. Моje видување, може би и грешам, а моje видување дека е единствениот начин, ние како општина имаме многу мал бюджет, гледате зашто разговараме, за какви ставки разговараме. Не можеме ние да изградиме капитален објект сам, без подршка од министерството. А за да можеш да тражиш средства, на збор никој веќе не дава средства. Дайте ни за да градиме нешто, дайте, чак. Документација проект. И оттаму го поздравувам и вашите настоки дека треба да се зголемуваат сумите за проектирање. И тука сте го прави. Како што го поздравувам и градоначалникот од 2013 што отделил средства за да го изработи проектот за мост. Па, нашиот градоначалник има можност да го реализира. Дискусиите повторно, да ги насочиме кон бюджетот, да не ја развлекуваме, значи колку сме задолжени, дали сме задолжени, мислам дека треба да останеме фокусирани во интерес на тема. Повелете сега кој сака да земе. Може само да добием одговор на вашите. Градоначалникот е тука, ако сме... Ајде, на крај прашањето, извини. Пошто нели сите тие проекти се били без на граѓаните на општина Делчево. Да. Но и самиот долг на општина Делчево како стига и на општина Делчево. Да. Можеме да знаеме колку е купниот долг на општина Делчево и дали има и заштива третна болест. Повторно ќе се гледа, значи да имаме со факт. Ние ниту е кампања, ниту е ништо, тренд на пораст. Треба да прашаме од дека го износиш тренд на пораст. И аз кога да е за градоначалник, имахме 240 милиона. 70 милиона сме баланс, не 170. Сега 240-170 е помалко. И това е најголем дел, значи спрема една фирма на најголем дел, што долг е настанал по-огромна. Има многу помалку основен долг, многу повеќе камата од тоа основен долг и затоа е преземена мерка да работи општина Делчево во одредена рамка и за да може одредени расходи да ги прави во таа кои што се неопходни за функционирање на општина. Во периодот кога имаше за разложување на општина фирмата, да не е имено, 3 пати имахме средби и пошто тоа акционерско друштво,
не сака никако да се откаже од каматата, услово беше да се откаже од каматата. И ние сме еден пример со Охрид заедно и Делчево, што има настанати такива должничко-доверителски обврски, кои што рекоа во истиот момент дека немаше тогава можност дека владата да се преседне и за Охрид и за Делчево, мисля дека имаше уште една општина. Кој? Не беа, општина имаше 3 општини беа, знам Охрид и да и уште една општина дека владата ќе си преседне обврски за да може да го анулира добро. И затоа е предвидена рамка, по таа рамка да работи. Изнад таа рамка, кога имаме приходи, значи преку извршител си одат за фирма која има ненаправено добро. И тоа и се од 240 милиони на 170 не е тренд на според. Поред, дали некој га разбор кој или има? А во моментот Јанка има неколку пати објаснено, значи секој дневно, значи си има камата на тие средства. И вие кои побарате, значи во тој ден треба да се преснета каматата, ако некој официјално имате барање како советници, треба во тој ден кога имате барање, купно на финансии да поднесе исто барање до Народна банка, за да видиме на тој ден колкава е каматата, за да вие точно го знаете долгот према фирмата и купуването. Ајде има поводи реплика? Господин Галчајко спомнава помощ од владата на правителството. Можеме да знаеме колку е износно на самата помощ што е добил сам Делчево од владата на правителството и што се случи со тие пари. Јас сметам дека е надвор од дневни ред това. Да не го седмицата оперетуваме со некои други работи кои не са за. Знам дека сакате да го искористите присуството на градоначалникот да бидете многу работи, меѓутоа моја должност е да ве насочувам да разговараме за дневниот ред. Имаме буџет за 2023, а ние вече избегахме пола сат разговараме за нешто друго. Ајде да ве повикам, кој има друг да земе збор? Повери Сашко. Начално, почитувани съветници, нямах намера да дискутирам по този дел, но това не е работа, защото не го спомнахме, на някой начин сега да морам да трябва. Значи не, повече от следователно се познахме интерес на гражданите, да речем в последните 20 минути. Върху това е интерес на гражданите и аз би се бал нещо да прашам във връзка с уличното светуване. Проблем, който е веќе 3 седмици, може би градоначалникот да се познае, може би не, поставувахме прашање приходи, разходи по основно улично светување. Знаем дека енергетски когато се спроведува и така нататък, една от общините, която има по-добро светување. Во тој контекст за предходната година са отделени, значи около 18 моделот на приходи се, значи 18 милиони проектирани, вероятно ще си потрошени за прибирање од данъци на специфични услуги, во кои спаѓа улично светување и комунална такса. За оваа година се планира 21 милион. Значи ли това дека ситуацията, която ни се случва мрак по Делчево после 12 част от една от редките общини сме, што все още не може и до кога би това можело да се реализира, бидејќи според мое видување и според релевантни бројки, извадени од отворени финанси, разходите по улично осветлување не надминуват 15 милиони, 5 милиони денари, додека тук гледаме проекция от 20 милиона, от кои сигурно половината се приходи от явно осветлување, значи малте дупло имаме приходи соберено за услугата која се плаќа од граѓаните, а не ја добиваат. Значи, прашањето ми е сега да го прецизираме. Зошто тоа сето се случува? Дали давачката не ги покрива оперативните разходи по тие работи, или тие пари се потребни за друго место, па сега веќе тука ќе калкулираме, веќе кај нас се јавува сонеш, бидејќи 2,5 пати повеќе се сумираат пари, отколку што треба да се платат по фактури. Това е значи врз основа на отворени финанси. Сметам дека таму се такива когато се точно. И аз најпрво да кажам пред да може на началникот дека дискусијата е надвор од точката буџет. Зошто надвор? Евеа, значи, извинете, 18 милиона проектирани по буџетот, 21 проектирани за оваа година. От тука само прашувам зошто, до кога и како и доколку добивме информација ќе предадехме релевантен предлог како да се надмине таа ситуација.
Значи, прашањето е во врска со будител 20 милион секунди. Ако сме да дадем во будител. Добро, ќе дадеме можност да одговори првоначално. Сите се запознаени, значи се енергетска криза, тоа што не е само на ниво на Делчево, на ниво на држава, него е енергетска криза во цела Европа, во сите држави. И имаме укажување кое што е и како одредба во сите локални самоуправи. Колку локалната самоуправа направи заштити, најмалку 15%, однос на репера на месеците кои се били во претходната година, има казна и за локалната самоуправа и за ръководното лице, односно за мен. Не знам по кој беше, 15.000, 5.000 евра, колко беше и какво беше. Значи, ние мора да направим заштита во однос на потрошената електрична енергија. Во 9 мисла населени места и во моментот правиме инвестиција во јавното улично осветлување. Тука во Делчево, во Расамник, дел во регион и во неколку рурални населени места. Дека сите тие други светилки ги заменуваме со електроенергетски ефикасни. И постојано, значи, и тоа е проект кој што е направен и за да се реализира, тоа што имаме најдено средства, Министерство за финансии и Светска банка, за да постепено ги замениме сите тие други светилки, кои што са помалку ефикасни, енергетски, и кои што повеќе трошат електрична енергија, и веќе што загадува животната средина, друго прашање за да не ја пременуваме дискусијата. Во однос на средствата ние имаме сметки кои што ни пристигнаа, плаќаваме сметки по 400, 500.000, 300.000, стигнаа ни сметки од 1.300.000 за улично осветлување. Ние можеме да кажеме нема да го плаќаме од такива исклучат од напојување. И мора да ги обврските кои што ги имаме, преземено колку се троши толку, и мора да преземеме мерки како локална самоуправа за да штедиме енергија. И сме го, и не е точно дека Делчево, значи во секој град е уличното осветлување намалено до одреден стат и се дат само одредени светилки, кои што мислиме дека во текот на тие нокни сати ниту имаме некоја производство, индустрија или било што, некакви настани, за да мора да има осветлување во кој од ноќ. И немаме директни поплаки до локалната самоуправа, нема директни поплаки за тоа. Зашто после 12 кој ден сата се исклучува уличното осветлување? А сметките ги имаме намалено, за да не е само за личното мене, него и за локалната самоуправа. Ние еден месец да потрошиме повеќе средства, колку што сме истиот месец во минатата година потрошили, ќе платиме 15.000 евра на држава. Ќе одат тие пари во централниот буџет. И не сме ништо заштитили. И јас имам надвор од буџетот. Имаме плани за смарт град да направиме во однос на проток на возила, на луѓе, на се, значи да се постави систем дека да е појако осветлувањето, дека да е послабо, да се само намалува, да се контролира на пункт и да се не прави со средства од општината, во општинскиот буџет, него тоа е со проект и средства кои што треба да ги изводи. И да, ќе нема веќе проблем. А и со одминувањето, уште наречените само, со одминувањето на инвестирањето во сите тие енергетски ресурси кои што се прават нагло во цела држава и во Делчево, јас мислам дека таа енергетска криза ќе помине многу брзо и сасам веќе јануар, февруар, март, тие са месеци кои што ниту локални самоуправи, ниту стопански субјекти веќе и они се чудат, значи какво ќе биде во однос на струјата, иако има некои поголности кои што се дадени од централно ниво. Ако ги поминеме тие месеци, ќе се врнеме на мисля, че ги учиме сите светилки да се дадат преку потекот на цела. Дали некој друг бара спорт? Ти го решиме тоа. Од прилика до кога ќе биде вака, што е сега. Ако дојдат јануари и февруар, значи пониски сметки, ќе го вклучиме јавно пусно. Ако платиме 15.000 евра на државата,
не знам точно за колко е сумата, нищо не сме направили. Ако януари, февруари дойдат сметки, които са нормални, които са били приближно, ако сме платили лани или со некоја по-висока сума, пошто и на светска берза е сумата много по-висока, ние имаме договор со фирми, кои што има одреден процент во однос на цената на светска берза. И ако са сметките во рамки дека може локалната самоуправа, дека нема да имаме никаков проблем, има локални самоуправи, треба да ви кажа и слушате сигурно по телевизија дека формираа керки фирми на јавните локални предпријатија. Ние во Делчо тоа не го направиме. И са се подлежни на јавно обвинителство, на судови, на се, тоа што сите не ги платеаше сметки. Во милионски суд. Ако и поголеми градови се платели што знам милион и пол, сега и сметки дојдеа по 5 милиона за еден месец. И било која локална самоуправа, значи е трошок тоа за него, кој што не може да го понесе и прибегнаа за формирање на керки фирми или што на јавно предпријатие само под комуналните предпријатија, само за јавното осветлување. И тие пари пак идат од граѓаните, само надградени и дополнително ќе се прави штета на граѓаните, што општината од ги сумира пари. Што мора да плати и за судски трошкови, и за судови, и за адвокати, и за се. Дали некој друг разговор? Повели Дали само една корекција, пошто должам да спомнам дека има нели милиони dinara на слободни финанси и јас знам дека сме ги дека е околу 700 и за самата општина и за јавното служување. Шаво може да потража еден одговор од тебе. Имахме една сметка за септември или за август. За кој месец мисли на милиони? Само за потрошена електрична енергија и за дистрибуција на електрична беше на 100 дена. Да. Знам дека некои сметки имаш. Добро, мисля дека веќе и јас. Ако јануари, февруар немаме некои импликации, значи ќе го пуштиме на процедура. Целосно да. Види, дискусиите са едно, а утре ние одговараме како локална самоуправа. И може се, има Ево Ивановски советник во интерес на граѓаните, во интерес, се во интерес на граѓаните, ама мора да водиме сметки. Утре кој да дојде на таа позиција, мора па да води сметки. И на мене ми е по-голова свет. И на секој граѓан. Ама кога некој пат мора да ги направиме некои потези. Мора да ги повели. Може да се следващия година но да може да началник на политиката ще говоря с ръководител на сектор финанси за сметка да по-бизнесува, да говоря да не отговори на прашения следващия, от който ми е отговорен. Колко средства се прибира за всеки бизнес по-отделно, по-особено на комунална такса за публично стопуване. Сега нямаме съвети, ще прашаме през задане. Стварно, прекараме работата. Ајде постави прашање во писмена. Го има. Шава мисля дека комисијата разговарахме дека ќе се одговори. Не, он да го началник. Да се врнеме на дискусијата за буџетот. 2 сати веќе разговараме. Годишка има. Една годишка Горет. Ајде да питаме дали некој друг од советниците бара збор. Дали образлагачот сака нешто да ни каже во однос на дискусиите или не, смета дека нема тоа. Горет. Само да питам дали останалото прашање е разперено или не е во однос на предлогот, кој сад дека рече имаме наведено зборење. Не се зборење во буџетот, туку напротив се однос помеѓу трансферот за невладини и секторски здруженија да биде некој изедначен и избалансиран. Се имаме предлог од Советот Кеде да на таа ставка дополнително ставка 47 да биде задоволена со понекој износ од другите ставки, меѓутоа тука се зборења, тоа е со однос, повторно да биде
Барем ако не повјави без дека Това 250. нещо аз ще взема върховния сбор. Не може градоначалникът да знае дали вашите предложи ќе поминат или не. Не, рекол дека ќе поминат. Ја не рекол дека ќе тража да биде зголемен. Стапката од 1.200.000. Вие разговарате за соодност. Градоначалникот кажа дека ќе се направи јавен повид на кој што сите ќе има можност да учествуваат. Ако се види дека има големен интерес кај невладините организации, ќе се пренамена, ќе се оддели нова сума, која таа сума ќе направи соодност помеѓу спортски друженија и невладини да биде еден спрем еден. Така одговорно е така разбирам. Имаше и тука еден предлог од Кире Светников за наставка на Совето. Така да ќе имаме можност да тие средства, значи јас сум согласен да се стават и тие ќе одат исто, мисля дека беше образложението за невладини невладини, по спортски друженија. Како што ги тука некаде стои колку имаше. Стоја, ама од лев. така да соодносно ќе го изедначиме да не бидат обесправени и невладени. Горет. Горет. Ама Да, ова е. да го почекуваме предлога на Ако изгласате, значи јас сум согласен. Ова е. и градоначалникот е согласен за предлогот конкретно на А координатор. доколку имате и после потреба, значи реков вас да пренамена средства, доколку е во однос на тие 20% или ребаланс на бюджет. И дај Боже да имаме средства. Може ли само процедурално председател? Може процедурално. Може ли, све има и трицар от дело, какво да стигне по бюджета? Кои три? А това предлога до сега забележи от координаторите. От Кире и от тебе има предлог, запишем го, што треба да го става на глас. От кој? За едниот предлог и градоначалникот дава согласност за предлог на координатора на Советската група на Српска демократска съюз, градоначалникот кажа дека таа пренамена на средства ја одобрува и се согласува. Однос на вашиот предлог и он ќе биде ставен на гласање, доколку добие мнозинство ќе направи Знака добра воля да се стави проект на следващото народно да бъде на гласа и въпросът да се стави на другите предложения. какво са предложени, така ќе ги ставам на гласање. И така и деловно го предвидува. Прв взема збор координатор, па после вземахте ви. Така ќе ги ставаме на глас. Поред ли? Така и по деловник. Прекрашуваме. Поред. Аз предлагам на Совето, бидејќи гледам дека веќе дискусијата е завршена. Да ги ставиме предлозите на гласање. Нема да ги образлагам повторно предлозите, има ги во записник, образлагачот успеа да ги прибележи. Ќе видиме кој од предлозите ќе добие подршка, ако има потреба, повторно ќе се... Само да кажем от 426 поставка, тук имаме репрезентация, имаме други разходи и други данни. Значи вие предлагате от репрезентацията или от 426 купно ставка от социалната репрезентация са само 150 а на комисията това проект само да се предлага от греден 100 000 да се вземат. Значи 150 умножи 50, ваше предлог беше 75. За да се вземат от ставката 426 има, а от цялата репрезентация има да стига. Що беше вашето предлог. Значи ти изпадаме 175, 20 000 повече. Доколко се взема от цялата ставка, трябва да се види от други разходи, друго аналитично подобно. Моя предлог беше от цялата ставка. От цялата ставка или от... Моя предлог. Не беше репрезентация, така? Моя предлог? Да. Моя предлог не е. 426. От 426 от лев. От лев. 426, Значи от купно. чрез това 426. От 426. Да, но мислите друго. 426 от вкупното. В вкупното. Добре. Да ги ставим предлозите на гласа. Може ли да други пауза пред Пред гласање? Може. Градоначалникот ми информира дека мора да иде да ја напушти седницата, бидејќи има неодложно мнение од здравствени причини на свој близок. Ќе замолам да ги ставиме барем предлозите, да ги внесеме, а после нека се биде, ќе дадеме пауза, па ќе го изгласаме буџетот. Или ако јас Предлозите да ги запосламе. Да. Нема да биде пристоен, за да може да ми одговара после. Сметам дека дискусијата е затворена, нема да дам можност веќе за дискусија, да ги изгласаме предлозите, да гласаме по предлозите и
да я затвориме тази точка, за да може градоначалникът да ги завърши своите работи. Предлагам да гласаме по предлогу на координатора на съветническата група на Социал-демократския съюз и коалиция. Кой е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам дека предлогот е усвоен со 8 гласа за и 4 въздържани. На гласане го оставам предлогот на координаторот на съветническата група ВМРО ДПМН и коалиция. Кой е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам дека предлогот не е усвоен со 5 гласа за и 8 въздържани. Вака да го завършим пред първата точка. Вака дефинираниот буџет со новите предлози. Го ставам на гласане. Гласаме за усвојување на буџет за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам дека буџетот за 2023 година е усвоен со 8 гласа за и 5 въздържани. Пауза от